Помошта што ја добиваат македонските социјално загрозени семејства е понижувачка и не им овозможува нормален живот. За да се постигне известно подобрување на нивниот животен стандард, неопходно е да се направат измени во законските прописи, со што ќе се обезбеди граѓаните да имаат минимален достоинствен приход. Државата треба да почне да води политика токму во тој правец, со што ќе воспостави посигурен живот за своето население, избегнувајќи го на тамошното создавање на безпомошни и општествено исклучени граѓани. Барањето за минимален достоинствен приход како своја иницијатива ја поттикнува граѓанскиот сектор. Во Сумаголник разговараме со Джелјал Хоџик од граѓанската иницијатива 8 септември и со Мила Царовска од македонската платформа против сиромаштијата. Преку јавни трибини низ градовите во државата, тие со своите колеги се обидуваат подетално да ја објаснат идејата за минимален достоинствен приход, а дел од ставовите ги споделуваат и со гледачите на Канал 8. Вие сте член на една неформална граѓанска група која што се застапува за минимален достоинствен приход во Македонија. Сметате ли дека ова помалку не личи како да е научна фантастична работа, дека е неможно да се исполни? Прво, добро вечер. Ние од иницијативата 8 септември, неформална група, добро рековте, сметаме дека Република Македонија има апсолутно нефункционален закон за социјална заштита. И најжалосно е тоа што сите нашите барања ги доживуваат како научна фантастика, а тоа е ради апатијата и уморниот народ од преживување секојдневно и голготата која имаат социјално загрозените луѓе. Овие барања се апсолутно спроведливи, тие може да се спроведат, но за тоа треба да има политичка волја на владата. Ние ќе направиме предлог измени на Законот за социјална заштита, ќе направиме и предлог мерки кои ќе бидат доставени до владата и до локалните заедници во согласно со барањата на иницијативата, и тоа што ние како граѓани треба сите заедно да го направиме, да направиме притисок да владата ги спроведе, а тие се спроведливи. Колку време ја туркате оваа идеја? Оваа иницијатива се роди како идеја некаде во август. Заедно на патот се најдовме со македонската платформа против сиромаштија и заедно бараме минимален достоинствен приход за секое семејство. Веќе почнавме со трибини низ цела Македонија, ќе имаме 17 трибини низ Македонија во 11 града од внатрешноста на Македонија и во 6 во скопските општини. Што подразбира тоа минимален достоинствен приход? Колкав отприлика би требало да биде за да може еден граѓанин, односно едно семејство да живее достоинствено? Значи, ако е минималната плата 8.000 денари, минималниот достоинствен приход би требало да биде отприлика исто толку или нешто малку помалку од тоа. Минималниот достоинствен приход е со цел да секое семејство има минимум достоинство. Денеска во Република Македонија едно трочлено социјално загрозено семејство кое прима социјална помош прима околу 1900 денари социјална помош. Они со тие 1900 денари едноставно не можат да го истуркаат месецот, ниту да се прехранат. А каде е да платат сметки за струја, за вода, да си купат лекови ако се не дај Боже болни, да си платат превоз, тоа дете требали да иде во школа. Едноставно тие 1900 денари не му помагаат на семејството да опстане. И заедно тука со нашите барања сакаме да го вратиме достоинството на сите тие социјално загрозени семејства, со тоа да им вратиме можноста да можат да бараат активно работа и да можат да си најдат работа. Дали се работи за малку повисока сума што можеби државата нема да може да обезбеди? Може. Државата има една лоша тенденција, посебно оваа влада, а тоа е дека секоја година го зголемува буџетот, кој се полни најповеќе од граѓаните, а од друга страна на разни начини го намалува бројот на социјално загрозените семејства и со тоа трансферите кон граѓаните. Со други зборови, тоа значи дека државата секоја година зима повеќе од граѓаните, а секоја година им дава помалку на граѓаните. Тоа што треба да се направи е да се пренаменат средствата во
кон граѓаните. Едноставно, ќе го земам за пример случајот со стечајните работници, кои се исто една категорија на социјално загрозени луѓе во Македонија. Тие со години секојдневно трошеле подградејќи оваа држава и ова општество. Решавањето на нивниот проблем чини само 8 милиона евра годишно би ја чинело државата. 8 милиона евра годишно. Државата одбива тоа да го направи, а троши, да речеме, огромни суми на реклами за својата работа. Тоа е доказ дека пари има, а само треба да ги пренамени кон граѓаните и да го реши проблемот. Најдрастичен, ја би рекол, гнасен пример е проектот Скопје 2014. Таму се фрлени стотици милиони евра, народни пари, а не е решен проблемот на стечајците, кој би можел да биде решен за десетици години. Значи имаме пари за споменици, а немаме пари за луѓето кои ја граделе оваа држава и секојдневно оставале пот и труд да го изградат ова општество. Да споменеме дека они кога примале плата, уште една плата одела за здравствено осигурување, за социјално осигурување и денеска со нечија политичка волја тие луѓе се намерно оставени на маргините на ова општество. Пари има, волја нема. Неколку здруженија сте во оваа група која што го доставувате ова барање, односно го застапувате ова барање за минимален достоинствен приход. Дали веќе направивте некаква пресметка, некаква анализа, колков број се оние граѓани или семејства во државата кои што им е потребна таква мерка, односно кои што живеат под тони минимален просек? Значи, оваа иницијатива ја буткаме ние 8 септември и Македонската платформа против сиромаштија, во која има повеќе невладини. Државата признава нешто над 30.000 социјално загрозени семејства, но за да дојдете до тие социјално загрозени семејства, таа има огромен број на препреки, на пречки кои им ги поставува за да реално ги согледаме вистинската бројка. Има една тенденција, како што ви кажав, на намалување. Во 2006 година имала преку 60.000 социјално загрозени семејства, денеска има помалку од 39.000 социјално загрозени семејства. Значи некој континуирано ги брише од заводите за вработување најсиромашните, а сведоци сме дека реално работни места не се отвараат во државата. Таа бројка околу 60.000 семејства е отприлика некоја бројка околу ние активистите во иницијативата 8 септември го замислуваме решението, но во овој период правиме предлог измени на Законот за социјална заштита и кога тој ќе биде готов, би направиле и реални пресметки од прилика колку тоа семејство би било и какви импликации тоа би имало врз буџетот на државата и врз локалните власти. Сакам да напоменам дека веќе постојат два примера каде локалните власти веќе успешно во согласност нашите барања им искачаат во пресред на социјално загрозените. Првиот е Куманово, а втората е Струмица, вториот пример е Струмица и таму веќе локалните власти на најсиромашните им ги плаќаат комуналиите и сметките за вода. Бидејќи рековте од август ја започнавте иницијативата, наидувате на отпор можеби, како ве прифаќаат во јавноста, граѓаните дали доаѓаат на трибините? Со трибините почнавме скоро, значи во август се роди идејата за иницијативата, се собравме ние активистите и успат се најдовме на ист пат заедно со платформата. Доаѓаат народот на нашите трибини, имаме посетени трибини, но тоа што се забележува е уплашен народ, за жал, и апатичен народ, што е стварно жалосно. У принцип, за да имаме добро општество, треба да имаме активни граѓани кои всушност би значили добри граѓани за нашето општество. Впечаток е барем од она искуство што досега го имам, додека сум разговарал со луѓе кои што се членови на некакви здруженија на граѓани, односно невладиниот сектор,
дека се помалку и помалку членство им пристапува, односно граѓаните како да го бараат решението за своите проблеми преку политичките партии. Дали постои опасност да згасне на некој начин граѓанското движење, односно воопшто активностите во здруженијата? Ова е една многу интересна тема. Јас имам контраодговор за ова прашање и ќе ви кажам зошто. За жал живееме во ненормални услови, во една држава која сите ние сакаме, ама условите се ненормални. И сега ќе ви кажам пример. Граѓанските организации, невладините организации, граѓанските иницијативи одлично си ја вршат работата. Имате милиарда креирани политики базирани врз основа на реални истражувања. Тоа што ние денеска го имаме глува и арогантна власт, која едноставно за себе мисли дека е најпаметна и не слуша никој друг кога секојдневно го уништува ова наше општество. И сега ќе ви кажам пример. Да не беше граѓанската иницијатива Стоп на полициска бруталност, во Република Македонија никогаш немаше да биде откриено убиството на Мартин Нешковски, кое се случи на плоштад пред стотици луѓе. И МВР тоа проба да го сокрие. Активистите на Стоп на полициска бруталност го открија тоа убиство и тоа денеска има завршница. Не се активистите криви што институциите не си ја вршат работата. Да не беше иницијативата Заедно за мир, во Скопје ќе имаше поголем број на тепачки по автобусите. Тоа што полицијата не си ја врши својата работа, не се криви активистите. Тоа што државните институции не си ги вршат работите, не се криви активистите. Они својот дел успешно си го завршиле. Да не беше иницијативата Аман, немаше да знаеме дека дел од поскапувања се вршени врз основа на непостоечки членови. Немаше да знаеме дека регулаторната комисија за енергетика направила такви грешки, но повторно тука не се виновници активистите од Аман, тука се виновници институциите кои едноставно како да не сакаат да функционираат. И еве у овој пример, ние веќе тргнавме, додуша уште не сме им понудиле, некаде во декември, во јануари предлог измените на законот ќе бидат доставени. Ќе ви кажам повторно реално изводливи, а ќе видиме како дали власта ќе продолжи така арогантно да се понаша. И тоа фактот дека од тие граѓански иницијативи барем досега реално немало никакви резултати или многу малку. Очекувате ли дека можеби и вас на некој начин ќе ве стават во тој просек на одбивање на вашите барем иницијативи како што е ова? Видете, со ваква власт, не знам, не можам да очекувам ништо многу позитивно. Она што јас и активистите го чувствуваме како наша морална обврска да секојдневно со нешто малку помогнеме за да ова општество биде подобро место за живење. За сите нас е таа волја што ни ја дава да ние го правиме тоа секојдневно. Се надеваме дека ќе се обидеме да мобилизираме народ за да извршиме притисок врз институциите и врз власта да ги прифати барањата како сите ние би живееле подобро. Граѓанската иницијатива веројатно ќе добие на масовност доколку има поддршка и од медиумите. Како е досега прифаќањето барем во јавност? Доека комуницираме со луѓето, сите не поддржуваат и не тапшаат по рамо. За жал живееме во држава каде што во 21 век најголем дел од медиумите се провладени и слободно можам да кажам со тоа имаме медиумски мрак. Медиумите имаат по дефиниција општествена улога да бидат watchdog, нели чувари на постапките на владата кон општеството и комплетно медиумите, мнозинството, не сите со секоја чест на исклучоците, но поголемиот дел од медиумите поради разни мотиви едноставно ја потврлаат во таа нивна улога. Рековте дека иницијативата ќе ја доставите таму каде што е местото, во парламентот, да влезе во законските одредби. Дали значи тоа дека доколку биде одбиено вашето барање, односно оваа иницијатива, дека овде и ќе престанете со неја или пак можеби ќе барате други форми на нејзино реализирање? Тоа е тоа. Ние како активисти секогаш
никогаш не застануваме и секогаш бараме други форми на делување. Тоа што јас можам да го кажам за себе, не знам за сите, на секој со своето темпо на живот, сепак овие иницијативи се дел на повеќе активисти. Она што јас можам да го гарантирам за себе е дека ќе продолжам да се трудам да допринесувам кон подобро општество секојдневно. Царевска, вашава иницијатива ми изгледа премногу опозиционерска. Може ли да најде на отпор кај власта за да едноставно биде одбиена уште на самиот старт? Не би кажала дека е опозиционерска, може би влегува во повисок степен и е поблиска кон социјалдемократските вредности, ако збориме за некоја идеолошка матрица, и социјалната држава би го промовирала ова како концепт, но сепак Македонија, независно што во моментов е водена од нели поконзервативна партија или десна партија, сепак во уставот и стои дека е социјална држава. Така да јас не верувам дека ќе имаме директен отпор, посебно заради тоа што владата го стави овој минимален достоинствен приход во својата стратегија за намалување на сиромаштијата. Таа ја усвои како стратегија минатата година и очекуваме да имплементира. Ако ја имплементира во целост, би требало да издвои средства за да може да го испрограмира внесувањето на овој минимален достоинствен приход или покачувањето на социјалната помош. Но дали, ако ме прашате дали сметам дека ова ќе стане реалност во Македонија, јас апсолутно сметам дека во догледно време нема да стане реалност, поради тоа што кога разговараме со институциите, тие сметаат дека граѓаните се мрзливи и дека граѓаните би живееле на товар на државата и затоа тие не сакаат да зголемат социјалната помош. Ние имаме арсенал на аргументи кои ги испротиставуваме со нивните ставови, заради тоа што Европа и европските држави во период на криза, токму во период на економска криза, Шпанија и Австрија го воведоа минималниот достоинствен приход и со тоа превенира подлабока сиромаштија, со тоа го зголемија вработувањето во државите. Знаете зашто? Зашто минималниот достоинствен приход е една сигурносна социјална мрежа што социјалните држави ли требало да ја понудат на своите граѓани. Или тоа е социјалната помош во Македонија останата од претходниот систем, така од претходното општествено уредување, но не е прилагодена за современото време, не е прилагодена за ова општество во кое што живееме и затоа сумата е многу ниска, не соодветства со потребите на граѓаните кои што се во социјален ризик. А ние што правиме? Да, примаат тие социјална парична помош и паралелно се на пазарна сива економија или примаат дотации од страна. Со тоа ние не помагаме на оваа држава, ем ги трошиме средствата, ем не вложуваме во креирање на граѓани или за јакнење на граѓаните кои што се невработени преку нивна едукација, тренинзи, on-job тренинг. Значи ако вие му платите 10.000 денари за да тој биде примател на социјална помош, вие може да го пратите во една фирма каде што тој всушност нема да добива пари од фирмата, ма ќе научи како се работи на каса. Зашто кај нас работниците велат ни требаат работници со 3 годишно работно искуство. А каде? Да го стекнат тоа 3 годишно работно искуство, кога тие немаат можност за прво вработување, посебно младите. Затоа државата нека даде за младите невработени 10.000 денари или 8.000 денари социјална парична помош, да се водат како невработени под социјален ризик, но нека им обезбеди да работат на одредени работни места каде што ќе стекнат работно искуство. Со тоа вие правите инклузивен пазар на труд, нудите доквалификација на граѓаните, преквалификација каде што е потребно и паралелно го држите нивното достоинство на високо ниво. Зашто ако како држава го дискредитирате граѓанинот со тоа што му давате 1.700 денари социјална помош, 2.000 денари и знаете дека тој преживува, значи тоа се отприлика 20 денари дневно пресметано и сега вие му велите утре тој да оди на интервју за работа или да напише CV. А кој му покажал како да напише CV? Никој. Кој го обучил за тоа како да учествува на интервју и како да биде добар? Никој. А посебно ако вие сте го оставиле во пазарот на сива економија каде што тој црнчи или во најлош случај собира пластика или прчка по контейнерите, како тоа утре ќе оди на интервју? Дали има соодветна облека? Не. Дали мислите дека не развиваат луѓето социјални психолошки проблеми заради тој стил на живот? Развиваат. Го уништувате неговото достоинство. Со тоа правите да тој воопшто никогаш веќе не се вклучи активно на пазарот на труд. Туку го правите мултигенерацијски примател на социјална помош, користел социјална помош дедото, државата ништо не направила за него, користи таткото, ќе користи синот и така натаму. Значи, едноставно реформа во
целиот систем на социјална заштита е потребен во Македонија. За да имаме една квалитетна социјална политика, треба да ги земеме сите фактори кои што влијаат на социјалното живење во државата. Кога го поставив прашањето на почетокот за оваа иницијатива на Македонската платформа против сиромаштија, чиј дел е и вашето здружение, се водев од идејата од она што беше искажано на трибините дека би требало да се направи порамномерна распределба на парите што ги има државата, односно при зафаќањата од даноците да се зафаќаат поголеми даночни давачки кај побогатите во однос на сиромашните, што нешто коинцидира можеби и слично со најновите политики на опозицијата. Да, тие соодветствуваат со политиките на опозицијата и мене ме радува што една политичка партија со социјалдемократски вредности го промовира ова како потребно во Македонија, што значи дека политичките партии го согледаале. Македонската платформа исто така во периодот на локалните избори 2013 поднесе барање до сите политички партии. Рече, Македонската платформа против сиромаштија ќе застане позади политичката партија која што ќе во своите програми ќе го стави минималниот достоинствен приход. Добивме одговор од коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз Иднина за Македонија и од Републиканска алијанса на Република Македонија. Значи тие две политички партии одговорија, Социјалдемократскиот сојуз некако си стои на кажаното и полека го инволвира минималниот достоинствен приход во своите програми. Но многу е важно да сме на јасно дека државата во првиот период ќе потроши многу пари за ова. Понатаму тоа ќе се врати како бумеранг позитивен, зашто Данска како една добра социјална држава ќе видите дека најголем дел од буџетот или голем дел од буџетот троши на социјални трансфери. Таа ја обезбедува сигурноста на граѓаните. Кога граѓаните се чувствува сигурно, тој троши. Кога троши, ја стимулира економијата во државата. Во Америка во 30-тите зошто имаше во Америка економска криза? Граѓаните се исплашија престана да трошат. Зошто сите економисти се плашат од тоа да граѓаните престанат да трошат? Значи, тоа не е нешто што ние го измислуваме тука во Македонија. Тоа е важно да се покаже дека државата се грижи за граѓаните, посебно социјална држава, која веќе сме се декларирале во устав. Дајте им на граѓаните да живеат достоинствено. Не се мрзливи граѓаните. Не може мрзлив да биде собирач на пластични шишиња. Тоа е макотрпна работа. Не може собирач на старо железо да ми кажете дека е мрзлив. Тоа не е. Кој го помислува тоа, треба да отиде да види како живее еден собирач на старо железо. Тој е макотрпна работа и тој би бил добар работник. Но работник, за да биде квалитетен работник и да придонесува кон ово општество, вие треба да му дадете и вештини и да го вклучите на пазарот на економијата, на белата економија, зашто тој сега е на пазар на сива економија. А паралелно ви троши финансиски средства. И вие сте свесни како држава за тоа, како влада за тоа и продолжуваат. Каде е проблемот, ја не можам да разберам. Мислам, ние сме граѓански активисти кои што велат потребно е да ова се промени. Верувам дека и оваа влада и претходната и секоја влада била свесна дека мора да го промени. Од што се плашат, мене не ми е јасно. Најверојатно од големиот одлив на буџетски средства кои што ќе отидат во првиот период. Но нека скратат прво од богатите. Јас од таму би скратила. Најпрво, поради тоа што, како што спомнави на трибината, законот за социјално осигурување вели дека може да се осигурате на 8 плати максимално. Зошто? Ако најбогатиот платен менаџер во Македонија во 2011 примал 82.000 евра месечна плата, државата него не му скинала 20.000 евра од прилика за да социјално се осигура, за да тој си земе чисти 60.000. Таа го оставила со 8 просечни плати, да си плати и тој си земал 82.000 евра месечна плата. Тие 20.000 евра ги изгубила само од еден човек во еден месец. А ако помножиме со 10 топ менаџери во Македонија, по 12 месеци ќе видите една сума која што е позамашна и која што може да ви покрие дел од социјалните трансфери кои што ви се потребни за поголема група на граѓани. За да сите живееме во едно општество кое што дава благосостојба за сите граѓани, не само за одредена категорија. Во моментов некои закони се привилегија само за богатите, а тоа не е добро. Беше речено дека во Македонија недостасува изработка на социјална мапа, според која би се знаело колкав е бројот на луѓето кои што спаѓаат во онаа група на социјално загрозени, односно што живеат под стандарди на достоинствен живот. Зошто до сега не е изработена и има ли можност тоа да се направи за кратко време? Да, во Македонската платформа против сиромаштија изработи едно истражување во 2011 година, регионално истражување за сиромаштија.
и покажа дека бројките кои што ги даваат државните институции се на некој начин не соодветствуваат со реалноста, поради тоа што во општини каде што знаеме дека се живее побогато се даде одговор дека е понегативна состојбата, додека во општини што знаеме дека живеат подобро се даде каде што се живее полошо се даде подобра слика. Тоа е само заради тоа што институциите се трудат некако да ги замачкаат бројките, да ги тргнат невработените од листи на невработени, да ги скратат примателите на социјална помош за да имаат подобри бројчиња. Но реалноста кажува друго. И сега вашето прашање во однос на тоа колку граѓаните во Република Македонија живеат под достоинствениот живот. Колку од граѓаните живеат подостоинствено во општините и зошто е потребна социјална мапа е одговор на децентрализацијата. Ако Македонија донесе еден закон за децентрализација и го почна тој процес, мислам дека е време и да почне да го привршува, но не се многу заинтересирани националните власти да ја препуштат моќта на локалните власти. Ама затоа и тие цело време викаат општините не се спремни. Затоа ние не им даваме да децентрализираат социјала и здравство. Тоа се клучни прашања за државата и нема да им дозволиме. На општините може да ги направат токму тие социјални мапи. Таа социјална мапа можеби е тешко да се направи наеднаш на цела држава, но секоја општина може да се извои финансиски средства и да плати, ако не знае како, да се направи една социјална мапа. Што значи тоа? Колку граѓани имам? Тие граѓани во колку семејства се? Тоа семејство колкав приход има месечен? Сива, бела економија, секаква економија, зашто на локално ниво ние се знаеме така. Многу поблиски сме. Ке се направи во општината една реална слика и општината ќе знае како да ги редистрибуира своите средства, така од каде да скрати, каде да додаде, за да сите живеат убаво. Секој градоначалник сака да владее повеќе мандати, не само еден мандат, а со тоа ќе обезбеди да граѓаните не само што ќе гласаат за него, туку нема да бидат присилени да гласаат за него, ќе го сакаат реално и тоа го прават сите градоначалници во социјалните држави. Тој се труди да им ги задоволи потребите на граѓаните, а не се труди да им скрати за да ја задоволи партијата која што го донела на власт. Тоа е за граѓаните тука. Но граѓаните исто така треба да бидат едуцирани и свесни дека кога гласаат за програма. Во Македонија никој речиси не гласа за програма, вие гласате за лидер или гласате за политичка партија која што дошла дома и ви кажала 2-3 реченици за тоа што ќе направи. Ама кога ќе ја прочитате програмата вие, ќе видите мене ми одговараат овие мерки или не ми одговараат. Ако ми одговараат гласам, ама после еве една година ќе ви дадам за имплементација како нова влада и после ќе дојдем или градоначалник и ќе ја прашам: "Ало, дали вие го имплементиравте ова?" Не. Зошто? И така потекнуваат граѓански иницијативи кои што ќе бараат од властите кои што дошле да го имплементираат оно што го ветиле. Но кај нас граѓаните уште спијат и се плашат. Печаток е дека и доколку биде изработена една таква социјална мапа во рамки на општините, тие со релативно ограничени буџети тешко би можеле да влијаат за да се промени состојбата во однос на подостоинствен живот на нивните граѓани. Тие веќе имаат некои социјални трансфери, но знаете, тие се на индивидуално ниво, еднашка во годината или 2 пати во годината, па обично се дистрибуираат пред избори и тоа е веќе злоупотреба на еден воспоставен систем на социјална заштита. И тие се адхок пари. Но општината која изработи социјална мапа и покаже на националната власт дека таа е спремна да ги децентрализира социјалните сервиси, тогаш ќе биде полесно. Така ќе убеди власта дека тие се спремни. Вака во моментот власта калкулира со тој вика тие не се спремни. Тие не знаат кои им се проблемите, не знаат на колку да дадат, немаат систем. Изработете социјална мапа и кажете: ние имаме ваков тип на социјални проблеми, потребни ни се вакви програми, нема потреба вие да програмирате на национално ниво, програмирате на локално ниво. Ако тука нема корисници за друга, нема да програмираме пари за нив. Ако има повеќе, ќе програмираме повеќе пари. Имаме повеќе приматели на социјална помош, ќе програмираме за нив. Имаме млади невработени, мерки за нив ќе правиме. На локално ниво е многу поедноставно да се прават социјални мерки откако на национално ниво. Зашто Тетово и Струмица не се во ист социјален стадиум или во ист социјален развој во даден момент. Имате повеќе или помалку сиромашни, ваков тип на проблеми, онаков тип на проблеми. Колку побрзо општините се освестат и направат социјални мапи, покажат дека се спремни да ги децентрализираат сервисите, толку побрзо ќе имаме подобар социјален систем. Спитате дека општините имаат ресурси тоа да го направат сами, со оглед дека дел од институциите се премногу централизирани и едноставно би рекол можеби и неподготвено можат да дочекаат една таква задача?
Да, тие неподготвено ќе дочека таков моментов се децентрализирано. Затоа јас велам да се освестат, да ги почнат да ги, ако не знаат, велам да си најдат некои компании кои што ќе им го направат, а социјалните мапи се на некој начин истражување, само дезално и длабинско, да ќе си ги видат резултатите и полека ќе се спремат, зашто секако ако се децентрализира социјалата, тие ќе мора да отворат оделенија за социјална заштита, кој што ќе значи програмирање, следење, имплементација и така натаму. Во услови кога граѓаните, поголем дел од нив живеат под на граница на достоинствен живот, сметате дека се доволно информирани за своите права и начините како можат да ги остварат своите барања со оглед дека ова ваша иницијатива можеби допира до помал број граѓани од она кои што навистина се засегнати? Граѓаните, јас од овие трибини и од претходни фокус групи заклучувам дека не се информирани комплетно за ниту едно право. Првенствено законите се менуваат многу често. Не може вие закон за социјална заштита во 2013 година го менувате 3 пати. Зошто го менувате 3 пати? Сакате суптилно да ги намалите правата на граѓаните, а тие да не приметат? Или не сте свесни дека во јануари сте го смениле, па после ви текнало нешто друго, во март сте смениле, па сега пак ќе го менувате во септември законот за социјална заштита. Зошто е тоа потребно? Веројатно реформи. Не знам, јас не знам која реформа дава ефект после 3 месеци за вие спатите дека не е добра, па пак да го менувате законот. Ниту една реформа. Решете се за нешто, ма тоа е проблем на планирање. Или, повторувам, суптилно кратење на правата на граѓаните за тие да не ги осетат, зашто вие постепено, ако го смените наеднаш 50% од законот, тоа ќе се примети. Но ако менувате по 2 реченици, ама клучни реченици, зашто ѓаволот се крие во деталите, тогаш граѓаните ќе го осетат после 1 година, ама ќе биде касно, сменете веќе законот за социјална заштита. Ке барате ли политичка подршка од одредени партии во парламентот за да се донесе, да се усвои оваа иницијатива за минимален достоинствен? Ние планираме да организираме јавна расправа во парламентот, да ги запознаеме пратениците со сите овие барања наши, со целата иницијатива, зошто е потребно, секако ќе донесеме и европски пратеници на таа јавна расправа за да им објаснат како се случува тоа во Европа и зошто се потребни овие мерки. Мислам, пратеници во Европа кои што се позитивни кон овие мерки, зашто и во Европа има неолибералисти пратеници кои што не се за овие мерки. И се надевам дека после таа јавна расправа полека ќе влеземе во процедура за менување на законот за социјална заштита. Тоа ќе биде голем залог за оваа влада и за овој парламент. Се надевам дека поголем дел од пратениците ќе се согласат со нас и дека ќе го променат законот за социјална заштита, што ќе направат да ова биде предизвик за владата која што ќе владае во наредниот период. Можеби европските примери не се толку потребни ако се знае она што беше кажано на трибините дека разликата меѓу најниските приходи во Македонија и оние највисоките се многу повисоки, односно поголеми. 185 пати е просечната бруто плата од највисоката просечна плата. Со тоа сме над некој европски просек? Може? Да, и ние сме со Gini индексот, индексот е 43. Со тоа покажуваме дека разликата помеѓу богатите и просечните или сиромашните е најголем во на балканските земји и бившите СССР и европските земји. Бившите советски републики, Европа и Балкан. Ние сме си рекордери. Лично, какво е вашето очекување од иницијативата, како може да помине позитивно или негативно во парламентот? Мислам дека може да помине и позитивно, само заради тоа што парламентарците многу зборуваат за сиромаштијата и социјално исклучените и многу се грижат за нив и јас очекувам сега ако толку се грижат да гласаат за иницијативата. А ќе предизвикаме владата да видиме како ќе го имплементира тоа, но барем да покажат интерес да во парламентот законски се промени ова и се донесат одлуки дека на граѓаните им е потребна распределба на средствата и богатството во оваа држава. Темпирано ли беше тајмингот можеби со престојните избори? Па мислам дека ни се погаѓа тајмингот добро, зашто и во сите европски држави на тој начин европската платформа ги предизвика партиите кои што се кандидираат сега за европските избори, зашто сега се во тек европските избори, и тие велат кој ќе поддржи минимален достоинствен приход во Европа, за таа партија европската платформа ќе застане. Тоа европската платформа во секоја европска држава има своја мрежа. И мислам дека и таму тие ќе направат притисок на парламентарните избори кај нив и ние ќе направиме во Македонија, ќе се обидеме барем. Ние ви посекуваме успех и очекуваме резултати од оваа иницијатива. Благодарам.